Здраво, дечки, во ова видео ќе пробам да ви презентирам апликацијата ККСЈ, кај ќе се јаде. Тоа е проект на кој што работам подолг временски период, заедно со со некои други проекти, меѓутоа ово ми е приоритет број 1 и доколку името ви звучи интересно, изгледате по ова видео до крај, бидејќи ќе симулираме вистинско сценарио за користење на оваа апликација, нејните можности и така натаму. Во кратки црти, оваа апликација е за барање на места за дружење низ Македонија, ресторани, кафулиња, дискотеки, заедно или сами или со вашите пријатели, подпомогнато од вештачка интелигенција. Па да започнеме. Најпрвен, кога ќе инсталирате апликацијата, ќе го видите овој онбординг екран, каде што може да одбереме јазик, значи апликацијата моментално поддржува англиски, македонски и албански јазик. Да продолжиме со англиски, потоа одбираме државата каде што сакаме да ги гледаме места. Во нашиот случај одбирам Македонија, бидејќи моментално апликацијата е достапна само во Македонија, со намера понатаму полека да се ширам и низ регионот, како Косово, Србија, можеби Црна Гора, Албанија и така натаму, но ќе видиме. И науму имате некои други екрани од онбордингот, каде што се објаснуваат функционалности кои оваа апликација ги нуди. Но ајде да започнеме, кој што реков, со регистрација. Сега ќе отвориме темп имейл, привремен имейл и ќе пробаме да се регистрираме. Пуштиме симулаторите, дојдеме на Create Account, ќе ставиме тука, да речеме, тест ККСЈ, имейл ќе го ставим овој, пасворд ќе го ставам истиот тој и Create Account, Save, потоа треба да ми дојде код, ево кодот, сега назад, кодот е 840 95 268, значи ова е тестинг околина, така да не е продукција и може да си играме колку сакаме, плюс ова верзија која што моментално ја гледате е верзија која што е во изработка, односно верзија 1.6, така да можно да има и некој баг, но ќе видиме ни самата презентација. Значи сега се регистрирав и сега сакам да барам некое место за јадење. Тоа може да го направам на два начини. Едниот начин е преку почетниот екран, каде што имам тука една листа со места и локацијата на овој симулатор е наместена да биде во Synergy и ми ги покажува сите места што се околу Synergy. Го имате Биен на 22 метра, Smart Coffee на 154 метра, Моја куќа 218 метра и така натаму. Имате разни места и да речеме може исто да го правам и со вештачка интелигенција. Може да го отворам овој floating button, лебдечко копче што е на средината на навигацијата и можем тука да му пишувам на било кој јазик, дали на англиски, дали на македонски, сакам да речеме кебапи и ќе ентер да видиме кој место ќе ми ги препорача. И како што гледате ми изгледа некој место, вика Бистро Јужна пруга, во Моја куќа и Левант, имате некој сајмер. Значи овој сајмери не се вади од Google Maps или од слични места, овој сајмер е генериран од самите менија кои корисници ги скенираат. Значи сега корисник може да дојде на некое место, да го отвори, да речеме Биен, и тука имате копче една камера, каде што може да го сликате менито кога сте во самото место. Оваа слика ќе се прати, или овие слики може да сликате исто време до 5, ќе се пратат на OpenAI и OpenAI самите слики ќе анализира и ќе извади податоци JSON за самите менија. Рековме дека од тука може да го видиме и дополнително може да отвориме самата мапа и на самата мапа тука можам или да кликнам на овие три точки и тука може да ги видам сите места или да пребарувам места. Истото може да го задржам ова копче што е трите точки
македонски и ќе ми се појави исто тоа на мени што е од таму, или може да пребарувам тука место, да речеме сакам Биен и еведно Владимир Комаров и можем тука да додам Eat Now, да најдам локацијата до самото место, ова ќе ми отвори преку Google Maps или Maps на iOS или слична апликација, или да видам повеќе детали. Што гледате тука може да видам рейтинг од Google Maps за самото место, од ККС рейтинг, колку луѓе го лајкувале, колку не го сакале. Можем да видам информација за самото место и доку променам јазик, ова ќе ми биде на другиот јазик, на албански или на македонски, и овде долу ги имаме самите менија кои што може да ги разгледуваме или дополнително да скенираме ново мени. Па ајде да започнеме. Да речеме дека сакаме да јадеме во некој друго место, тоа да не биде Биен, и да речеме дека сакам, ќе се вратиме повторно на мапата, да го најдеме Маратонец. Ова ми е едно од омилените места во аеродром со одлична скара, и ќе кликнам дека само јас сакам да јадам, значи не сакам да поканам други пријатели со мене да јадат, и кога ќе кликнам Eat Now, тука не се случува ништо и можем сам да си јадам, можем дополнително да поканувам каде беше, бидејќи не сум во група не можем да поканувам пријатели, меѓутоа тука имам група, тука можем да додадам пријатели, тоа ќе го симулираме сега. Значи ви го покажав како е за соло, извинете малку сам и поснал, пошто е 12 сат по минута, ќе го затвориме ова и ќе го симулираме сега со група, бидејќи тоа сакав ствари да ви го покажам. На другиот симулатор имам една група ТТТ, значи овде на нju може да креирате нова група и да додавате луѓе во групата, меѓутоа сакам да речеме во оваа група да додадам нов член, ќе одам на трите точки тука, invite, и или може другиот корисник да отвори камерата во самиот телефон, и докато има следено апликацијата и го скенира овој QR код, ќе добие покана за во оваа група, но јас или имате share link, или имате да пуштите да додадете овде имејл, и ќе идеме send. Сега овдека горе ќе ми да гледате уште една нотификација, горе е нотификација двојче и вика некој ме поканил, јавно ТТТ ме поканил за да се приклучам на таа група. Ќе притиснам join и сега во оваа група овдека имам 4 members. Ајде да видиме што ќе се случи во оваа група сега докато одам да симулирам јадење. Ќе дам пак маратонец, ево го маратонец, и ќе стиснам на Eat Now, ќе се вратим на home сме, и да речем може да одберам или групата, или да речем Just Me. Кога стиснам Just Me, овдека ќе ми се појави QA admin, што е овој корисник ваму, седна да јаде или да се дружи во маратонец. Дали сакаш да му се приклучиш, можем или да стиснам join, или да направам swipe, да го тргнам ова да не ми смета. Еве ќе стиснам join, и сега сум тука двајцата сме во dining во маратонец. Ова гледам и на самиот home екран, или докато кликнам тука ќе го отворам овој екран што е dining екранот. И сега да речеме дека сакам нешто да јадам. Значи да речем сакам пиво, ќе му пишем на македонски, на јај, што ќе ми даде. И ова ќе ми ги извади сите пива кои ги имам во менуто, и јас сакам да пијам, да речеме еден Хајникен, да речеме. И овде како што гледате ми се појави на почетниот екран и на другиот дека овој корисник тест ККС има порачено пиво, да речеме сакам и јас за мене едно. Дополнително може би сакам да побараме кебапи, да речеме. Кебапи. Дали ќе ми најдем множина или требаше бројне, ево кебапи, сакам да додам 1, 2, 3, 4, 5 кебапи, и овдека вика дека Никола јаде и 5 кебапи, и
да го видиме и рачно менито како изгледа. Значи, еве овде како имате Tap to Open, еве го менито, Tap to Open и додам во бургер, сакам да речеме да јадам и еден пилешки батак заедно со ова и сакам и едно лепче. И сега може да речем на другиот профил сакам и јас исто да го јадам. И што гледате, ми ги додаде истите работи, го имам истото и овдека. Дополнително, да речеме, додека на место ми следува попуст, може да речем, еве имам 10% попуст и тоа ќе ми го израчуна. Можем да пишем и некој ноут, да речем, сакам лепто, ако може малку на скара да го запечат. Save notes. И ово ми е сега прибележено. Зошто го пишав ово? Бидејќи има уште една можност самата апликација, а тоа е да го користите самите келнери од самото место. Значи можам да идам овде на More и во Profile и да идам Become a Waiter. Значи да активирам Waiter mode. Ако стиснам овдека и да речем сакам да видам за show more places и се треба да го ресторан Маратонец send request и овдека можам да одам во admin panel и тука ми вели дека овој корисник побарал да има пристап до waiter, да биде келнер на тоа место и ќе му одобрам и сега доколку се вратам пак на More, треба да релоуднам апликацијата за да ми се прикаже. Сега треба тука да имам и waiter mode. Еве го waiter mode. Ќе исклучам тука exit, ќе одам на home, ќе одам кај што јадем, за да ви го покажам овој како изгледа waiter mode. Сега може да одам на scan table и можам или со камерата да скенирам QR код, сега ќе видите како тоа изгледа, call waiter, стискате тука од трите точки и отварате камерата на телефонот или го скенирате овој код или како fallback го имам ова кодче доле, генерирано за кога некој пат нешто не работи, плюс на симулаторот секој не може да отворам камера и може да пишам GR5U6P find order и Маратонец Т1 ќе крстим, речеме Table 1. И сега ги гледам сите работи кои што овие корисници ги порачале, аво да го исклучиме, да се вратиме пак тука и што гледате ги имаме сите овие работи. Да, пасам дали се окей и во реално време ги прати ова, да речеме дека сакаме да додадеме и еден помфрит. И што гледате сметка да се дочурира, што се додаде и помфрит. И сега кога исто можам да го потврдам дека секој ги следува попуст, confirm the discount, и да речеме да ја потврдиме сега нарачката, ја потврдуваме и сега нарачката е заклучена и овие работи не може да се менуваат. Гледате, овдека пишува дека се confirm и да речеме од тука ги праќаме во кујна, дека се нарачани и да речеме дека сега му ги имаме доставено на самиот корисник. Бидејќи се доста работи, малку на Superbase касни или имам некој баг. Како да ова е се уште work in progress, да почекаме што ќе се случи. Да рефреш на оваа страна. Delivered. Што вика? Delivered, да. Нешто си имаше закочено, ќе ја видам после на излогот што се случило и ова може да направиме reload. Додиме пак во waiter mode да видим што се случува и да речеме сакам туку уште нешто да додадам, open menu и не знам, салата сакам некој да додадам и домашна салата и вие кај гледате.
Не само тука на самото home menu вика, има уште една нова работа порачена и еве дома целата и окей, дали само тоа, дечки, да, само тоа. Враќаме во кујна и го доставуваме. И да, има некој навратно баг со delivered кој се праќа, но тука мислам дека на оваа страна дека каде домашно слато пишува дека delivered, значи сам или се оправител. Спием, не знам што. Да. Тоа што се однесува до нарачките и на крајот има и трета работа. Може да ја завршиме сега нарачката, да речеме јас плаќам и можам да одберам или да платам само за мене, или да платам и за двајцата. Тискам Pay for two. И сега што се случи тука? Нарачката ја завршуваме, меѓутоа ова веќе е завршено и да ходим сега на Wallet. Сега пишува дека е на двата корисници. Кај во последното и двете ги има ресторан Маратонец, да ми за Маратонец, ова ми е претходно што сум тестирал нешто. Вика дека јас на QA админ му должам 525 денар. И може да му стиснем тука горе имам, ако док имам повеќе на кои должам пари или ми должат, ќе ми ги сумира тука сите, да знам колку треба да се извадам од банкомат или некого да пратам и така натаму. Стискам I paid и дополнително тука сега тоа треба овој другиот корисник да потврди, да, ми даде пари и чиста сметка долга љубов. Стискаме confirm и тоа е тоа. Кога ќе завршиме со јадењето, во самите нотификации може они што ги дава, имаме рейтинзи наши интерни за самите места и да гласам дали ми се допаѓало местото или не ми се допаѓало. Маратонецот сега топ, така да немаме замерки за тоа. Значи тоа е full flow што се однесува до ова. Го видовме и пребарувањето со AI на места, пребарувањето по менијата со AI, така да во принцип апликацијата тоа е тоа. Тука не знам дали имаше уште нешто, кога зумирате поблиску и се менуваат картите за повишни детали, имате тука го што реков детали за самото место, да отворите навигација едно друго трето, може да задржите тука за AI. Wallet го видовме, About е оној onboarding скринот што го видовме на почеток. Во settings имате да промените држава, јазик, push нотификации да исклучите, join banner only when nearby, тоа е оно што го видовте join, имате два мода, или цело време да ви се појавува банерот кога некој од пријателите се дружи или јаде некаде, или кога само сте блиску до некое место кај што он јаде, пример јас сум 20 метри од Биен, админот веќе јаде таму и тогаш само во тој случај ќе ми се појави она join now button. Да го избришете акаунтот, имате опција да избришете local data, значи флеговите што се за изгледа на онбординг екран и некои такви ситници. Друго нешто дали имавме во профил, може да промените тука display name, пишува некои статистики колку групи имате креирано, колку сте гласале, колку поени имате. Идејата со овие поени е што повеќе користите апликацијата, собирате повеќе поени и се мислам кога веќе ќе почне апликацијата малку помасовно да се користи, за тие што највеќе користат да почнам да давам некои giveaways како gift cards од Walt или од Temu или не знам како ќе го изведам тоа. Имате банер што е collect points using the app, scan menus, бла и добите изненадување. Значи ова не е уште дефинирано, меѓутоа нема сигурно да биде џабе иницијално користење на апликацијата, така да поготово за луѓето што скенираат менија, за тие сигурно ќе има некои награди за чисто така од мене. Видовме Wallet, видовме Places, видовме Home, така да во принцип тоа е тоа. Доколку имате некој фидбек или нешто, слободно исконтактирајте ме на било кој начин, пишете коментар на видеото или што и да е.
Фала на вниманието. Имате линк во description од лендинг пејджот на самата апликација, каде што може да прочитате повеќе детали. Апликацијата е скроз бесплатна, нема реклами, нема собирање на некои тајни податоци, така да тоа е тоа. Фала и поздрав!